Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е републичкиот обвинител Љупчо Козевски. Обвинителе, актуелно е бегството на поранешниот вице-премиер Артан Груби. Дали вие сте вклучени во истрагата за неговото бегство и дали можеби знаете каде? Во моментов јавното обвинителство нема податоци каде се наоѓа осомничениот Артан Груби. Меѓутоа, во однос на бегството, можам да кажам дека од страна на јавното обвинителство имаше до сите царински органи ставено стоп мерка, што значи дека тоа беше неколку дена пред неговото излегување од државата. Од она што го слушнавме од министерот се работи за човечки фактор и причините поради и начинот на кој што поминал тоа Министерството за внатрешни работи го истражува, со тоа што против надлежниот службеник и некои други лица доставена е кривична пријава до Основното јавно обвинителство за организиран криминал и се постапува по истата, се преземаат процесни действија, ќе видиме кои се евентуално се пропусти на надлежните полициски службеници во однос на тој дел. Так. Кажете ми, дали кривичната пријава е поднесена само за полициски службеници или можеби и вие како обвинителство се сомневате дека имало некаква помош за Груби при бегството, бидејќи како јавност навистина е чудно, нели, еден службеник да е само импресиониран од политичката големина, како што рече министер. Јавното обвинителство не може да се сомнева се додека нема докази. Во моментов кривичната пријава е поднесена против надлежниот службеник со тоа што јавното обвинителство ги презема сите действија, почнувајќи од начинот на кој што поминал, ги обезбедува камерите, ги обезбедува сите докази, ќе ги сослуша одредени сведоци и ќе одлучи дали евентуално има вина на страна на лицето кој што го пропуштил. Дали имате информации дали би можело да е пробиена целата акција со оглед на тоа што и уште еден од осомничените во оваа акција е исто така избеган и не се знае каде? Во однос на соработката со Министерството за внатрешни работи беше добра, затоа што неколку пати имаше средби помеѓу јавниот обвинител кој што обработуваше на предметот и полициските службеници од Министерството за внатрешни работи, се даваат насоки одредени, се укажуваше на одредени действија кои евентуално треба и докази кои треба да се прибават, така да се водеше предистражна постапка и во текот на таа предистражна постапка јавното обвинителство даде наредба за мерка стоп, што значи дека во тој момент јавното обвинителство не можеше ни да даде друга евентуално наредба за некаква построга мерка со оглед дека се уште беше во фаза на предистражна постапка. И од страна на финансиската полиција и од страна на Министерството за внатрешни работи беа доставени две пријави со тоа што јавното обвинителство постапи по истите, оформи предмет и ги презеде действијата сите што треба да се презедат, со тоа што даде наредба за претрес кај сите потенцијални осомничени и тој претрес се изврши, меѓутоа во моментот на вршењето на претрес Артан Груби не беше во државата, исто и првиот, односно и другиот осомничен Прпарими. Груби е осомничен и во уште една предистрага, или можеби сега е во фаза на истрага, вие ќе ни кажете. После неговото ставање на црната листа од страна на Соединетите Американски држави, обвинителството извести дека отвори истрага во однос на влијанието во предметот Таргет тврдина. Докаде е оваа предистрага ли, истрага ли е? Дали се истражуваат сите останати вклучени во целата таа акција, да речам, од нивна страна, бидејќи беше блокиран еден ваш предмет. Се дозволи да се застари предметот кој што се однесуваше на прислушкуваните разговори. Вака, токму во тој правец, јас како државен обвинител, согласно моите овластувања, оформив предмет по допрен глас со тоа што постапувајќи по тоа се достави истиот до надлежно обвинителство и надлежниот обвинител даде наредба да се прибават одредени докази, со тоа што првите действија беа во судскиот совет да се прибави предметот во однос на постапката која се водеше против судијата, кој што така беше ставен на црната листа и да се презема сите други действија во однос на евентуални
докази да се обезбедат, со тоа што и понатаму предметот се прибави во однос на постапката за со која што беше казнет, колку се сеќавам, судијата Беџети, со тоа што и понатаму се преземаат одредени действија, се јавниот обвинител издава наредби и во тој правец ценам дека истрагата ќе оди во добар правец. Кој е тој што влијал да се застаре делото? Од она што го имаме сознанија, тоа го знае јавноста, да се работи за потенцијален обвинет, меѓутоа не можеме да споделуваме никакви податоци во момент. Не е ли поразително за обвинителството друга држава, Соединетите Американски држави, да кажат дека се влијаело на еден таков предмет кој што беше од големо значење за јавноста? Обвинителството, за да утврди дали има кривична одговорност, треба да има и одредени докази. Со тоа што во конкретниот случај судскиот совет беше тој кој што утврдуваше кој што водеше дисциплинска постапка и утврдуваше одговорност на судијата Беџети, со тоа што судскиот совет застана на становиште дека доволно му е него да се изрече некоја парична казна, јавното обвинителство не располагаше со никакви други докази за евентуално влијание или евентуален подкуп на судија во тој момент, со тоа што сега ќе видиме натаму постапката како ќе се одвива. Исто така имате друга истрага, акцијата Адитив, така популарно наречена Адитив, и таму еден од осомничените во бегство, тоа е поранешниот директор на СМ Ковачевски, Васко Ковачевски. Зошто за него нема притвор? Деновиве слушнавме многу препукувања на релација МВР обвинителство, кој побарал, дали побарал притвор, зошто не било побарано, како се случи да исчезне и овој осомничен? Во однос на Ковачевски, можам да ви кажам дека токму за него, поранешниот директор на СМ, јавното обвинителство за организиран криминал самото утврди дека од действијата во текот на постапката која што беа обезбедени и доказите, утврди дека за него може да се работи за кривично дело за кое што е предвидена казна до 5 години, што значи дека за тоа кривично дело не може да се предложи притвор, меѓутоа во моментот на претресот тој не бил достапен кога се вршило претресот и се уште, по мои сознанија, до ден денес од страна на Министерството за внатрешни работи нема доставено известување официјално до основното јавно обвинителство за организиран криминал дали Ковачевски е достапен и е во државата или не и дали е достапен на државните органи. Во еден неформален брифинг министерот рече дека два пати обвинителството било известено дека веќе се подготвува, односно известувањето е испратено дека не е достапен во утрото, како што се сеќавам, и после подоцна во текот на денот кога се спроведуваше акцијата. Последна информација што ми е мене денеска доставена дека се уште нема известување официјално од обвинителството дали Ковачевски е достапен на државните органи. Може би министерот доставил до судот. Судот не ни доставил на обвинителството. Меѓутоа последна ми информација дека се уште официјално нема известување дали е тој во државата или не. Добро, да, но неспорен е фактот дека се почесто гледаме дека осомничени не се достапни за органите на прогон. Од каде излегуваат информациите? Со оглед на тоа што еве имавме акцијата за Беланоца и таму 5 мина не се достапни за органите на прогон. Како пред време сите да знаат дека се врши некаква предистрага, истрага, имаат информации и на крај стануваат недостапни. Во тој поглед, јас како државен обвинител можем да ви гарантирам дека од страна на јавното обвинителство не протекуваат никакви информации. Затоа што тие предистраги, тие мерки за следење со месеци биле претходно и ниедна мерка не пробила. Значи, акцијата проби кога беше во завршна фаза, односно ден, 2 или 3 пред да се преземе официјална акција. Токму и на таа околност јавното обвинителство и сега истражува да дознае наводници кој е кртот на пробивање на акцијата, меѓутоа те успеа 2 дена пред планираното да
спроведе акција и дел од осомничените да ги опси. За Ковачевски дали се води истрага, како избеган, каде избеган? Еве слушавме за Груби, ајде дека полицискиот службеник бил го пропуштил, имало стоп мерки. Што се случи со Ковачевски? Значи пак ќе повторам, во однос на поранешниот директор на СМ, се уште јавното обвинителство нема известување дали тој во државата или не. Тоа е надлежност на другите органи, така да ние само можеме да дадеме. Тоа значи дека не можете да отворите истрага бидејќи немате никакво известување. Значи вака, ако се знаете, работи... луѓето, ајде сега ќе ве извинете, ќе ве прекинам, секогаш гледаат нели она актуелното допрен глас, дали еве сите слушаме дека не е достапен, вие немате известување и на крај пак се сведува дека луѓето исчезнуваат од државата. Значи вака, истрага е отворена за предметот во однос на сите останати. Истражни действија се преземаат за сите кривични дела, кај што е предвидена казна до 5 години. Во конкретниот случај, заедно со другите осомничени се прибираат докази и за Васко Ковачевски. Така. Истиот ден кога се случуваше истрагата за лотарија, МВР подоцна излезе со пресконференција дека има поднесено пријава и за поранешен премиер Ковачевски, исто така Димитар Ковачевски, и за поранешен генерален секретар на владата. Дали вие имате истрага и некако изгледаше како некоординираност меѓу двете институции? Вака ќе повторам, значи од страна и на финансиската полиција, од страна и на МВР беше поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје, со тоа што тие двете кривични пријави се споја и јавното обвинителство, односно јавниот обвинител кој што го работеше предметот, оцени дека во тој момент има само доволно докази за осомничените кои што поведе истрага. Другите не е отфрлена кривичната пријава, што значи се уште се истражува доколку има елементи на кривично дело, ќе се постапи и против двајцата пријавени. Да, обвинителството извести пред неколку денови дека на колегиум одлучило да даде позитивно мислење за амнестијата за организаторите на настаните од 27 април во собранието од 2017 година. Законот беше донесен во 2018 година за амнестија. Зошто токму сега обвинителството се одлучи да донесе вакво позитивно мислење дека тројца од четворица обвинети се опфатени со можат да бидат опфатени со оваа амнестија? Вака, тоа беше напаствие на повисокиот суд, односно предметот се укинуваше 2 пати од страна на апелациониот суд, колку јас имам сознание, и апелациониот суд даде укажувања, напаствија да се постапи во однос, да се произнесе по однос на амнестијата, односно јавното обвинителство да се произнесе дали има во конкретниот случај лицата кои што беа обвинети, дали има својство на службени лица, односно дали има својство да бидат организатори или не, со тоа што јавното обвинителство, јас како државен јавен обвинител свикав колегиум, значи на сите, тоа присуствува јавните обвинители од Републичкото јавно обвинителство, сите јавни обвинители од висшите јавни обвинителства, јавниот обвинител обработуваш на предметот, шефот на јавното обвинителство за организиран криминал, како и претходниот јавен обвинител кој што го работел предметот, вкупно 17 јавни обвинители, се отвори навистина многу добра расправа, се утврдува околности, јавното обвинителство зададе став дека даде мислење кој што дека тие се офатени, може да бидат офатени со амнестијата и сега е судот што ќе одлучи, тоа јавното обвинителство само даде мислење по напаствијата на повисокиот суд, односно и по укажувањата на основниот суд кој што го води предмет. Читајќи во однос на целото ова мислење ваше, некако неколку моменти се спорни. Значи во 2018 е донесен законот, а во 2019 обвинителството само поднело обвинение за ова. Зошто е поднесено обвинението ако веќе се овие луѓе опфатени со законот? Вака, во однос на тоа обвинение, како е поднесено и што е поднесено, токму судот се произнел и затоа 2 пати го укинал предметот. Значи имало пропусти токму од страна на јавното обвинителство во моментот на поднесување на обвинението, затоа што не ги зело во предвид сите факти и околности. Какви се тие пропусти? Па ви нагласив и претходно дали за тоа кривично дело лицата имале такво својство што можат да бидат организатори.
Тогаш за кое кривично дело би требало да бидат А за тоа кривично дело што беа обвинети, токму на таа околност по жалба на одбраната беше укинат предметот два пати и апелациониот суд дал строги напаствија да јавното обвинителство се произнесе во однос на својството на лицата, дали можат да бидат или не можат да бидат организации. И во конкретниот случај, не за сите, само за одреден дел, односно едно лице не можеше да биде уфатено затоа што имаше такви овластувања што може да биде организирано. За да биде појасно за јавност, зашто тогаш обвинителството не го преквалификува делото, туку дава позитивно мислење за амнестија. Едното прашање и меѓу другото во законот се вели дека во рокот 5 денови од носењето на законот можат обвинетите, осомничените да побараат амнестија. Ова се поминати веќе 5 години и повеќе. За да може обвинителството да го преквалификува кривичното дело, треба да произлегуваат докази врз основа на кои може да се изврши преквалификација на друго кривично дело. Во конкретниот случај не произлегувале никакви други докази и морало да остане тоа што е. Само проблемот беше во утврдување на својството на лицата. И пак ќе повторам, значи апелациониот суд е тој што е укина пресудата и обвинителството мораше да постапи и да даде некакво мислење. По сеопфатна анализа и реферирање на предметот, во присуство, реков, на 17 јавни обвинители, јавното обвинителство зададе став кој што го презентира и во мислењето, односно тој јавно го објави на нашата веб страна. Значи тоа дека воопшто немало друго дело, ако немало докази за ова дело, а не можело да се преквалификува, значи дека се тие сега на еден начин прогласени невини од страна на обвинителството? Од страна на обвинителството не се прогласени невини, само обвинителството има мислење. Меѓутоа, во текот на постапката обезбедени се такви докази во кои јавниот обвинител уште тогаш ценел дека се работи за тоа кривично дело. Меѓутоа, во однос на својството на сторителите, не ги утврдил до крај сите околности и факти. Што ако Никола Груевски и Никола Бошковски исто така го искористат овој механизам и побараат сега мислење за амнестија? Тие за нив беше во тој момент стопирана постапката, бидејќи се недостапни, се уште се недостапни. Но што ако сега побараат? На такви прашања не можам во моментот да одговорим, затоа што тој е друг предмет и јавното обвинителство нема никакво задолжение да евентуално дава такви мислења во однос на нив. Так. Дали ова се што се случува околу овој предмет е дел и од предизборните ветувања на владеачката ВМРО ДПМН, дали го чувствувате како притисок можеби, бидејќи тие ветија на јавноста дека на некој начин оние кои што се осудени или осомничени ќе бидат ослободени, дека тука немало терористичко загрозување на уставниот поред. Во однос на осудените, овој предмет нема врска со предметот за што е потврден во сите инстанции во однос на осудените кои што веќе издржуваат казната. Значи овој предмет не може да биде параван за евентуално другиот предмет. Ова си е посебен предмет, тој си е посебен предмет. Потекнуваат од оваа политичка гарнитура на ВМРО ДПМН и во тоа време се случува и настаните. Ветувањата на политичките партии се едни, меѓутоа јавното обвинителство само работи врз основа на докази. Кога ја споменавме веќе извршната власт, деновиве го слушаме премиерот со многу изјави во кои што вели дека размислуваме за некои потези кои што ќе ги преземеме после празниците, затоа што и покрај најавите дека се подминати овие симптоми на анксиозност, диареја, повишена температура, сепак се гледа дека има некои процеси кои што се уште траат во обвинителството и во судството. Го чувствувате ли ова како притисок за работата на обвинителството? Лично јас сметам дека јавните обвинители не чувствуваат никако притисок затоа што работат согласно закон. Очекувате да останете обвинител, да не бидете разрешен со оглед на овие сите најави и закани дека можеби ќе се случи нешто? Деновиве гледаме дека и веќе бидат разрешени членовите на судскиот совет. Во однос на ова прашање сум одговорал и неколку пати. Во Законот за јавно обвинителство се строго определени условите под кои може да биде разрешен државниот јавен обвинител. Јас ќе продолжам и понатаму да работим честно и одговорно како и што досега
тоа го чинам, така да сметам дека во конкретниот случај за мене дали има или нема услови, тоа е предвидено во законот, строги се условите, така да доколку има такви, што не верувам, моментов не може, затоа што условите се такви предвидени во законот, што сметам дека ја работим работата многу честно и одговорно и во тој дел нема. И ќе продолжам така. Во ред ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на поканата. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.